Истражувањето што минатата недела го објави Институтот за имунобиологија покажа дека државава изодела 1/3 од патот до колективен имунитет, не преку вакцинација, туку со прележување на вирусот и создавање антитела. Секој трет човек што шета по улица во градот Скопје има поминато ковид и има имунитет кон оваа болест. Со едва 11.000 вакцини од две фармацевски компании досега во земјава се вакцинираа околу 6.000 здравствени работници. Со оваа динамика, колку време е потребно за да се стигне до колективен имунитет? Со оглед на тоа што вакцинацијата е незадолжителна, ќе зависи од желбата на граѓаните да се вакцинираат и со бројка не би сакале да шпекулираме. Тогаш како од актуелните 30% ќе се стигне до 80% од граѓаните да имаат антитела на COVID-19? Ето е следно прашање, би било идеално кога сега во поголем број со вакцините ќе го дополниме процентот. Во две смени од 8 до 20 часот со два медицински тима, поликлиниката Јане Сандански во Скопски аеродром е еден од трите вакцинални пункта во државава. Дневно околу 250 здравствени работници од различни градови се вакцинираат во оваа амбуланта. Првата станица е проверка во списоците добиени од системот Мој термин, пошто следува лекарски преглед и подпишување изјава за согласност за вакцинација. Сега ќе одите, ќе ве внесат... Има одредени прашања кои што можат побрзо да ни уточнат дали тој што ќе ја прима вакцината имал некои алергиски реакции во минатото, дали примал вакцина во последните 14 дена и дали е за особите од женски пол, дали е во фаза на бременост, односно доење. Дел од критериумите за прием на вакцина не е да има негативен тест на COVID-19. Што ако некој од оние кои доаѓаат да се вакцинираат е асимптоматски случај? И да има вакви случаи, вакцината е таа која што може да го ублажи процесот на компликациите. Тие што ќе добијат зелено светло се упатуваат во просторијата за вакцинирање, пошто добиваат и посебен сертификат дека се вакцинирани. Меѓу оние што ја примија првата доза е и Сашко Димов, стоматолог од Росоман. Никаква болка не ни осетивме, помина се во одличен, најдобар ред, може да кажем. Ова е вистинскиот начин за да се справиме со оваа пандемија, како да речеме, во светски размери. Друг начин мислам дека не постои, гледаме дека вирусот постојано мутира, се појавуваат нови соеви. Во фрижидерите во оваа амбуланта во моментов има залихи само од руската вакцина Спутник V, кои се чуваат на температура од околу минус 20 степени. Раководителот на поликлиниката уверува дека се подготвени за многу поголем прилив. Собира сигурно 5 пати повеќе од тоа што го добивме. Технички сме спремни за оваа работа. Откако ќе се извади вакцината, треба да се употреби во рок од 2 часа. Повадењето на вакцината многу едноставно. За неколку минути на собна температура веќе е употреблива вакцината. Имало ли ситуација да треба да се фрлат дел од количините заради несоодветната координација? Таква ситуација немало, не си дозволуваме, зашто ние сме синхронизирани, гледаме колку пациенти имаме, колку пациенти ни доаѓаат и тогаш се вадат вакцините. Според официјалните податоци на веб страницата COVID-19 вакцинација, која пред неколку дена ја промовираше Министерството за здравство, досега за вакцинација се пријавени повеќе од 111.000 граѓани. Тие ги чекаат првите пратки со кои би требало да почне масовната вакцинација. Кога и со која вакцина ќе биде тоа, одговорот од властите досега се менуваше повеќе пати. Последната верзија на министерот за здравство Венко Филипче е дека масовната имунизација ќе стартува со пристигнување на првите дози од Ковакс механизмот. Тоа што сигурно го знаеме дека дефинитивно прва вакцина која што ќе стигне преку Ковакс механизмот е на AstraZeneca, доколку не стигнат кинеските вакцини претходно, тоа ќе биде AstraZeneca.
Со оглед на честите различни изјави од надлежните за нарачани, договорени и очекувани дози, побаравме од Министерството за здравство одговор колку вакцини и од кои производители ќе стигнат, ако не на месечно, тогаш барем на квартално ниво оваа година, за да може да се проектира дали земјава ќе се приближи до колективен имунитет до крајот на 2021 година. Добивме одговор единствено за вакцината на AstraZeneca. Од неа, според Министерството за здравство, се очекуваат 100.800 вакцини и тоа прва пратка со 33.600, која би стигнала на 31 март, и втора поголема пратка со 67.200 вакцини, која се очекува до 15 април. Ако се тргне од фактот дека едно лице треба да прими 2 дози, тогаш може да се заклучи дека со AstraZeneca ќе може да се вакцинираат 50.400 луѓе во април и мај. Истовремено стигнуваат непотврдени најави за можно пристигнување до крајот на месецот и на вакцините на кинески Sinopharm, но нема податок за колку количини станува збор во првата испорака, освен што се повторува цифрата од 200.000 договорени вакцини за до крајот на годинава. За вакцините на Pfizer пак очигледно е дека се најдалеку од испорака, со оглед на тоа што власта призна дека се уште не е потпишан договор со оваа компанија, иако не толку одамна уверуваа дека во февруари ќе дојде првата пратка од 6.000 вакцини, за во март и април да стигнат поголеми количини и конечно годината да се заокружи со 800.000 дози од Pfizer. Освен првата пратка од 3.000 дози Спутник V, неизвестно е кога ќе стигнат поголеми количини и од руската вакцина. Во отсуство на прецизни податоци од домашните власти, одговори за динамиката на испорака на вакцините побаравме од руската и од кинеската амбасада во Скопје, но одговори не добивме. Од американската компанија Pfizer пак ни рекоа дека преговорите со владата се во тек и дека станува збор за доверливи информации. Доцнењето на вакцините очигледно го менува и планот за имунизација на населението кој здравствените власти го промовираа на почетокот на февруари. Па во Министерството прашавме дали ќе има измени и колкав процент на граѓани очекуваат да се вакцинираат до крајот на годината за да се достигне колективен имунитет. Ни одговорија дека не шпекулираат со бројки. Што се однесува до ревидирање на планот за имунизација на населението, тој е подложен на промени во секој момент, врз основа на потребите кои произлегуваат од епидемиолошки аспект и секако врз основа на динамиката на испорака на вакцините. Процентот на населението што би се вакцинирало, со оглед на тоа што вакцинацијата е незадолжителна, ќе зависи од желбата на граѓаните да се вакцинираат и со бројка не би сакале да шпекулираме. Истражувањето на Институтот за имунобиологија при Медицинскиот факултет на УКИМ, направено на 1000 случајни минувачи на улица, покажа дека тројца на секој 10 граѓани имаат имунитет на COVID-19. Што значи тоа за стремежот да се стигне до колективен имунитет додека се чекаат вакцините? Некако ќе стигнеме до колективниот имунитет и единствено тоа ќе ја заокружи пандемијата или нашава епидемија. Дали тоа ќе биде природен начин со пренос како сме тргнале, мислам, се приближуваме секој ден, или ќе си помогнеме со вакцините, тоа е следно прашање. Би било идеално кога сега во поголем број со вакцините ќе го дополниме процентот, а тие си сакаат прецизни епидемиолошки пресметки, но сега баш и не е 70% прагот, мислам дека е малку подигнат прагот кој треба да биде постигнат од позитивизирано население за да се ограничи преносот на вирусот и да се лимитира ширењето него, значи негде и 80-90% се веројатно во оптек моментално. И додека, на пример, Израел се подготвува да објави дека со вакцинација стигнал до колективен имунитет, граѓаните во земјава преку официјалната интернет страна за вакцинација може барем детално да се информираат за 4 вакцини што се очекува да пристигнат во Македонија, за степенот на ефикасност, за начинот на администрирање, како и за очекуваните несакани ефекти. Затоа што следниот голем проблем за земјава може да биде слаб интерес кај граѓаните за вакцинација.